онаква си курајберче и кога мислиш дека можеш да ги насанкаш сите, особено цел свет, и кога си го вадиш на маса да го мериш, на масата кај што си го мерат големите. Тоа е она што се случуваше вчера во Белата куќа или кога беше, што сите го коментираат средбата на Венс, Доналд Трамп и Зеленски. Ништо чудно од односот не треба да ве зачуди со тоа што прв пат се случи да го видите тој однос меѓу големите и малите како изгледа кога камерите се исклучени. Вчера имавте прилика, ретка можност тоа да видите како изгледа кога камерите се вклучени, а кога нема цензура на агресијата, на односот што го имаат големите кон малите. Зеленски тоа заслужи да го научи на потешкиот пат, тоест на најтешкиот пат, да биде изложен на невидено понижување и срам пред цел свет. Пред играта и анимозитетот помеѓу Доналд Трамп и Зеленски, кој не знае како почна тоа, од каде и зошто она вчера беше, што му се случи во Белата куќа, беше буквално масакар. Човекот е да го жалиш, мислам, не се ситам одма да ви кажам, не е да коментирам моето чувство како е да се биде една таква позиција. Видовте колку е тоа тешко, но нивната предигра или на коренот на оно што се случуваше вчера допира уште од првиот мандат на Трамп, кога пред кампањата председателска втората, Трамп побара од Зеленски да му ги достави сите документи, сите докази по право за нелегалните бизнеси дејности на синот на Бајден. Во тоа време веројатно Зеленски, имајќи информација дека на Трамп му се спрема пораз на изборите, тоа многу надмено, многу арогантно го одби да му ги достави доказите за нелегалните активности на синот на Бајден. И практично, без да размислува, мислам, он малце курајберски, демек сега ти си никој ништо, ќе изгубиш на изборите, така да не си фактор. Така да тоа му беше очигледно животна грешка, нема да кажам политичка, туку и животна грешка, затоа што не можеше ни да сонува, ни да се надева дека еден ден Трамп пак ќе се врати на власт и дека комплетно ќе загуби поддршката од Соединетите Американски држави во војната во Украина. Така што на вчера што го гледавме не е ништо поразлично од оно што им се случувало на нашите политичари, кога имало тука големи кризи, особено на војната 2001 година, кога буквално на наши политичари, највисоки големи представници на НАТО, да не ги редам, буквално им се заканувале и со животите на фамилиите. Ова ќе го потврдат и тие луѓе, некои од нив се уште живи. Така што односот е тој, не вади да си го мериш на маса кај што си го мерат големите. Сакам да кажам дека играта за Украина е завршена, game over, што би рекли американците. Трамп тоа го каже и на состанокот што го гледавме сите во живо со Зеленски. Отворено кажа дека, кажа меѓу редови дека не сака да има опашка од лузер, тоест не сака да носи на грб лузери, губитници. Украина во овој случај му кажа тоа уствари уочи дека е растурена, дека е тоа дека практично има загубено војната, и фактички му кажа меѓу редови: дечко, ние овде што се собираме со Путин и што договараме мире да спасиме колку што може повеќе од Украина, и нормално нивните интереси се пред се, но да се спаси што повеќе од Украина и што повеќе од оно што ќе остане од ЕУ, затоа што ЕУ е исто така огромен губитник во оваа војна, но тие за жал се уште не се свесни, тоа е се свесни, меѓутоа се прават дека тоа не е така. Ќе биде интересно
после она што се случуваше вчера, нели, она, не знам колку она агресивниот завршеток на крај што го пуштаат као од кога се исклучиле официјално камерите, кога Зеленски ѓомити го напаѓа Венс или Ванс, како сакате кажете го, десната рака во моментов на Трамп. Не знам колку е тоа, веројатно е верна снимката. Не се обидов да проверам, да не е некоја монтажа или таква заебанција, но онаков скандал, зборувам од двете страни, не е запамтен пред камери, ја мислам во историјата на современиот свет после Втората светска војна, сакам да кажам. Значи сите црвени линии во однесувањето дури на политичките врвови се поминати, сите, така да кажам, принципи морални на однос, барем пред камерите, се тотално уништени. Живееме во еден крајно брутален свет, кај што повеќе не се ни срами од себе си да го покаже своето право лице дури и пред очите на светот, тоест пред очите на пред објективите на камерите, на социјалните мрежи, да не го тупам тоа, го знаете како е таа работа. Што значи лудилото толку се официализираше во светот, невитешкото, неморалното однесување, што повеќе ја мислам дека тоа тешко некој може да го врати на нормал или на позициите на рамништето како што било пред 40, пред 50, пред 60 години. Да не зборам она после првата декада од Втората светска војна, кога Европа и светот мислеа дека повеќе никогаш нема да може да се случи некоја пиздарија, особено не на тлото на Европа. Така што нека не ве изненадува ништо. Човекот многу наивно, мислам на Зеленски, влезе во една игра во која што требаше однапред да знае дека ако влезе во таа игра не може да биде победник. Втора грешка направи што многу наивно исто веруваше дека таа поддршка, тоа сојузништво што го добива од американската администрација, конкретно во неговиот случај кога почна војната на администрацијата на Бајден, дека тоа е некоја вечна работа. Го забори основното правило во политиката, дека нема вечни сојузници, туку има само вечни интереси. Тоа е основното правило. Чудна работа како воопшто не го знаел, или ако го знаел како го забори, па толку слепо им веруваше на Борис Џонсон, пред се на Бајден, на неговата администрација, па на Борис Џонсон, на Макрон и на сите останати кои свесно го турка да влезе во војна со Русија и со Путин, колку и на почетокот што он свати дека таа војна не води никаде, веројатно се обиде да му се приближи на Путин во тоа време, но при првиот обид долета тогаш памтам Борис Џонсон, кога требаше да се потпише тие договор за примери од Турција или каде беше, долета Борис Џонсон и веројатно му рече имаш порака од некои поеки од мене дека не смееш ни да помислиш да потпишеш примери со Путин. Со ова што влезе Трамп во преговори отворени со Путин за Украина, практично покажа дека НАТО е губитникот од оваа војна. Она не е точно Зеленски што го тврдеше вчера, затоа и Трамп го поправи дека они сами застанали и се бореле против надмоćниот непријател. Трамп тогаш му кажа не сте сами, вика ние дававме 350 милиарди и не само што дале 350 милиарди, туку на страната на Украина се бореа од доброволци од многу земји, најмногу од Полска, од Романија итн. Да не ги редам. Има, значи, во редовите на украински и Германија, германски војници и така на. Што значи тоа, целиот конфликт во Украина е практично, сите веќе тоа знаеме, дека тоа беше практично прокси војна на НАТО, па ќе речем дури директна не прокси војна со Русија. Со ова Трамп практично на некој начин
со пружањето рака на Путин призна дека НАТО не е способен, не е доволно моќен да ја совлада Русија. Не навијам за никого. Меѓу редови признаа неговите луѓе дека Русија во моментов е најмоćната нуклеарна сила на светот. И сега, како да ви кажам, ова некој требал да го знае пред 3 и нешто години кога почна војната и требал малце само разум и логика да вклучи во каква трагедија може да си го втурне својот народ и својата држава доколку влезе во една таква авантура да влезеш во војна со Русија. Светот повеќе нема да биде униполарен, тоа е повеќе од јасно. Она што Русија го става на маса сега во преговорите со Америка е токму тоа, една нова концепција на светот во иднина, дека тој мора да биде мултиполарен, дека треба моќта, ресурсите, зоните на влијанија во светот да се прераспределат, нешто слично како што се случуваше после Втората светска војна, и дека само тоа е единствениот начин, единствениот концепт на одвраќање што може да функционира, одвраќање во смисла на одвраќање од некоја си идна криза која што може да доведе до нуклеарна војна. Еден свет воден од само еден центар се покаже дека може да биде страшно погубно и дека води кон огромна политичка неодговорност, огромна политичка вообразеност, огромна политичка бахатост, себичност, идеја дека си семоќен, најсилен и дека можеш буквално да правиш све. Путин им одржа голема лекција на западните лидери, на колективниот запад. Ова го кажувам најобјективно, аналитички, ја немам намера да се заебавам или да бранам некого чисто онака. Тоа беше показна вежба дека Русија се врати на голема врата меѓу светските играчи и дека практично владеејќи според царистичките принципи, Путин го врати достоинството на Русија и незиниот примат. Колку и да тоа некому уште звучи неверојатно, особено на овие што ги гледаме разни аналитичари, бивши платеници на Сорос, на USAID и на таквите некои невладини организации, колку и да тоа не им е драго и не може да го признаат, но мора да го прифатат тој факт. Чудни, радикални, нагли, неочекувани пресврти донесе на вистина Трамп со почетокот на неговото владење. Позадината не можам да ја коментирам, никој не знае. Веројатно тука се влечат некои потези што ние обичните смртници не можеме ни да ги дознаеме кои се мотивите на тие потези, но времето ќе покаже зошто некои потези се токму така повлечени како што се повлечени. Тоа е тоа. Денот е таков каков што е, али гледајте да го поминете шо поубаво и повесело се гледаме.